Речи си и не постои некој помеѓу нас кој што не познава некој на кој му била откриена болест. Болест која брзо станала терминална, бидејќи на државните скопски клиники немало термин. Термин за снимање, термин за специјалист, термин за терапија, термин за операција. Граѓаните од цела држава и за најмали зафати и прегледи мораат да бараат термин во Скопје. Зошто? Затоа што државата не ги обезбедува ниту најосновните услови за добар дел од своето население низ републиката. Кичевчани се дел од оние граѓани кои не може во целост да уживаат во основното човеково право, правото на здравствена заштита. Зошто? Поради корупција и негрижа. Нам, кичевчани, ни е потребно еден медицински здравствен центар кој би имал неопходни услови за примарна здравствена заштита на граѓаните на општина Кичево. Согледувајќи ги сите тие работи, еден апел нека биде до граѓаните, оваа работа да се што побрзо забрза и дојдеме до едни добри прегледи, кои што многу ни значат живот. Кичевчани речиси 3 децении ја бараат својата болница и од 80-тите години на минатиот век секоја владеачка партија им го дава истото лажно ветување. Проектот за нова болница во Кичево е започнат далечната 1985 година. Наместо достоинствена здравствена заштита за над 50.000 жители од Кичево и околината, болницата стана само попатна станица за фотографирање на политичарите во обид да ги убедат кичевчани дека во нивниот мандат болницата конечно ќе се изгради. Им се обраќам на кичевчани. Ви ветив дека нема да бидете ни заборавени, ниту оставени сами на себе. ВМРО е со вас. Не само што за 2 месеци ја почнуваме да ја градиме болницата. За 2 години се ќе биде завршено и соодветно опремено за да добие навистина Кичево здравствена услуга, здравствена заштита така како што треба. Ветената болница се уште не е пуштена во потреба. Се што кичевчани може да најдат е само еден празен објект обраснат со трева. Освен неколку безбедносни камери, еден чувар и градежен шут, градилиштето никого не уверува дека долго ветуваната болница набрзо ќе биде готова. Во рамките на општата болница во Кичево има 4 оделенија: хирургија, интерно оделение, педиатрија и гинекологија. Се лекуваат кичевчани, жителите од околните села Зајас, Ослома и Вранешница, Другово, но и пациенти од соседните општини Македонски Брод и Пласница. Повеќето се згради стари над половина век со трагично нехумани услови. Статистички од 2019 до 2023 септември поминуваат околу 100.000 случаеви. Објектот, каде се сместени повеќе амбуланти, познат како жолтата зграда, е во ужасна состојба и нималку не наликува на болница. Стари клопи во чекалните, ормарчиња стари над половина век, а вакциналните картони од процесот на имунизација од веќе искоренетата болест вариола вера сведочат за тоа колку е стара зградата во која сега се лекуваат пациентите. Од прозорците дува, а на зидовите има траги од вода која претекува кога врне. Лошите услови во медицинскиот центар ги одвраќаат и родилките од Кичево и Кичевско да се породат таму. Има и директно упатување од матичните гинеколози во другите болници, познавајќи ги условите во оваа болница. Во последниве години бројката на породувања е значително намалена. Ние се трудиме како здравствени работници да излеземе во пресред на сите барања на пациентите, меѓутоа за жал работиме во субнормални услови. Изградбата на болница во Кичево е проект на Министерството за здравство. Од кога е отпочнат проектот, па се до денес се сменија 20 на министри и ниту една влада од осамостојувањето на државата до денес не успеа да го реализира овој проект. Последен изведувач на работите е кичевската фирма Инсталација од село Длапкин до близу Зајас. Од 2021 година оваа кичевска компанија потпиша договор во вредност од над 5,7 милиони евра за довршување на овој објект. Но наместо отварање на готов објект,
Актуелниот министер за здравство Фатмир Меджити го раскина договорот за изградба на болницата со фирмата Инсталација со образложение дека на објектот не се работело. Edhe njëherë për gjithmonë, ky spital që sa më shpejt që qete mundet të fillon të funksionon dhe qytetarët e asaj jame të marrin shërbimet më të mira të shëndetësisë. Државата ги нема архивирано сите договори, а Министерството за здравство нема одговор колку вкупно народни пари се потрошени за овие 3 децении. Од 2014 наваму, архивата на Бирото за јавни набавки покажува дека за овој проект се подпишани договори со вкупна вредност од над 9,3 милиони евро. Го прашавме градоначалникот на Кичево, Фатмир Дејхари, дали ја искористил својата политичка моќ во матичната партија ДУИ за да лобира неговите кичевчани конечно да се лекуваат достоинствено во нова болница. Thjesht jashtë asaj, edhe një herë e them, që nuk është në kompetencë komunale. Unë nuk ndihem mirë përballë qytetarëve për arsye të mos të realizimit të projektit të spitalit. А верувате дека некојаш ќе се пушти во потрeba? Да си кажем право, вишесловие влади не верува. А и да бит. Кој ќе работи ќе? Па јас откако сум вработена, па 3 години имав стаж. Кога почна болницата, еве уште 2-3 години ќе одам в пензија. Имам изгубено надеж. Од Кичевската болница заминавме, а медицинскиот персонал остана да се справува со лошите услови и проблемите кои ги имаат. Дента кога снимавме, во објектот каде се прават лабораториски анализи, немаше вода и немаше можност да се примат пациенти. Ја бев дете мало кога се правеше тоа. Значи ден денеска и дете имам 17 години дома, уште не е направено. И тоа е срамота, значи не е за оваа власт, и претходна и истото го правеле, значи само лажат, лажни ветувања. И повторно, никој не е одговорен. Како се дозволило да се трошат буџетски пари без Министерството да бара реализација и отчет? Кичевчани и натаму ќе чекаат да се изродат некои нови лидери кои ќе се грижат за здравието на своите сограѓани. А во меѓувреме, во Скопје ќе продолжи да расте притисокот за термини, додека оние кои ги добиваат навремено ќе бидат се помалку и помалку.